Дуи побарале, а Врховниот суд го врати случајот монструм на повторно судење. Лидерот на интегративците Али Ахмети денеска во својство на сведок за петкратното убиство повеќе пати во судницата потенцираше дека тие побарале судењето да се врати од почеток, оти неговата политичка партија платила најголема цена за овој случај и доколку не се расветлел случајот, ќе имало последици. Но според Ахмети тоа не било политички притисок врз судот, иако договор паднал меѓу политичките чинители, како што рече. Сме разговарали со политички авторитети, затоа што политичките авторитети и политичките партии има одговорност за да ја менаџира ситуацијата. И на крај наша проценка беше дека овој суд мора да се повтори со биолошки, со материјални докази, на најтранспарентен начин за целата јавност. Врховниот суд случајот монструм го врати на повторно судење во ноември 2017 година. Тогаш беа ослободени од притвор и обвинетите за Смилковскиот масакар, кои до ден денеска се бранат од слобода. Дали ова било барање на Дуи, Османи со одговор. Ние не сме правеле никаква форма на притисок врз судството. Ние сме барале јавно дека очигледно првото судење кај граѓаните не ги задоволи барањата на граѓаните за транспарентност и јавно презентирање на аргументите. Ахмети и Османи денеска во својство на сведоци одговараа на прашања главно поврзани со така наречените бомби за овој случај. Не ја негираа веродостојноста на разговорите. Се што кажале и направиле во тој период било со цел правдата да биде задоволена. Ахмети не негираше дека го познава обвинетиот Фейзи Азири. Таткото на убиениот Александар Накески Горан праша дали Азири и Ахмети се познаваат од војниот конфликт, но тоа прашање судот не дозволи да се одговори. Фейзи Азири бил главен логистичар за УЧК, за реонот Брест, Танушевци и Малино Мало. И во тесни корелации бил со Али Ахмети. Судењето продолжува на 27 месецов. Тогаш ќе сведочат Синиша Алексовски, поранашен началник за национална безбедност, екс-директорот на УБК Сашо Мијалков, како и поранешниот вице-премиер Муса Џафери.